Екипата на утринската програма Добро утро секое утро, ова утро ви се јавува од срцето на Скопје, од центарот на Скопје. Се наоѓаме во просториите на книжарницата Антолог, каде што во четврток на 6 ноември во 20 часот се случи промоцијата на седмата книга на Јордан Коцевски, писател кој што ни доаѓа од Охрид, а неговата седма книга го носи името Договорот. Јордан, добро утро. Благодарам што сте ова утро заедно со нас и со нашата публика. Честитки за оваа седма книга Договорот. Седма е символичен број, а и Договорот е некој символичен наслов, барем за мене. Седма книга поред. Со кого се договараш во оваа книга? Со кого склучуваш договор? Добро утро и благодарам за поканата и мило ми е што ете повторно сум тука. Интересно е што јас не ни помислив дека символиката за бројот 7, затоа што Договорот е една книга која што обработува доста сериозни теми. Прво, сметам дека секоја книга обработува сериозни теми, меѓутоа за мене беше посебно тешка затоа што обработува самоубиство, се обработува целата стигма во општеството околу самоубиството со посебен акцент на религиските гледишта околу самоубиството, така што повлекувам и одредени морални, етички прашања кои што се јавуваат преку приказната од двата главни лика. Често пати на социјалните мрежи ги прашуваш твоите следбеници за имињата во твоите книги, бараш да кажам, се консултираш со нив, бидејќи сепак книгите се за твојата публика. Колку ти значи комуникацијата со публиката? Колку бараш совети од нив и колку ги прифаќаш на крајот на денот советите? Искрено уживам во комуникацијата со публиката, така што не го правам тоа само за мене лично, туку и го правам затоа што, како што реков, уживам. Меѓутоа, видов дека тоа може да ми помогне многу. Често имам проблем, некогаш ги знам имињата на ликовите, најчесто на главните ликови ги знам имињата, меѓутоа се случува кога се појавува некој спореден лик кој што не е планиран, е важен и немам име. И тогаш најчесто публиката е тука да помогне. Доста креативни одговори сум добивал, посебно за Тајн имаше многу интересен момент каде што барав прекар или надимок за еден од ликовите и тоа имаше преку 60 идеи и предлози. Додека пак за овде имаше една поинаква помош која што не се случуваше на социјалните мрежи, бидејќи темата е сериозна. Знам одредени читатели кои што се психолози, прво се консултирав со нив за оној дел кој што на почетокот на самата приказна, каде што главниот лик треба да се доведе до точка да ја донесе одлуката за самоубиство и сметав дека ми е потребно некој што ме читам, го познавам, да може да ми излезе во пресред, така што тука се консултирав, меѓутоа се консултирав и во однос на целиот роман со неколку луѓе, неколку читатели. Обично избирам различна структура, затоа што горе-долу кога сте во тие средини во книжевните групи, знаете кој каква литература чита и ми беше неопходно да добиам различни мислења. Да не се само од оние кои што читаат трилер или само оние кои што читаат, да речеме, белетристика, така што добив доста конструктивна критика. Дел од тоа го применив, се надевам дека кога ќе прочитаат финалната верзија, истите ќе можат да забележат што сум послушал од нивните совети. Која е пораката, Јордан, што ја праќаш на твојата публика преку оваа твоја седма книга Договорот? Што им порачуваш на читателите? Да размислат. Едноставно да се прочита се она што имам јас да го кажам, односно моите два лика, тоа се Борче и Александар, и да размислат на самата тема, каков заклучок ќе донесат, оставам на нив, затоа што целта е едноставно да се створи еден диалог. Дали ќе е со мене, дали ќе е со некој близок, едноставно да ги поттикне да разговараат. Некако во ова време во кое живееме, баш така забораваме да разговараме едни со други, повеќе разговараме сами со себе или сме на телефоните на социјалните мрежи. Твоите книги, еве овде се чита, спаѓаат во жанр крими, трилери и мистерии. Овдека се сите твои наслови.
ајде малку да ми Тегли почнуваме, тајни зборови, прозорецот, кошмари и сега договорот. Два серијали имам, тоа се Тегли и тајни. Прозорецот и кошмари веќе се нарекуваат наследство, а зборови е засебна. Зборови не би ја ставил овде исто како договорот, но сметам дека затоа што сите мои книги се тука, па ете и договорот и зборови си го нашле местото во крими, трилери и мистерии. Договорот е најнова книга, да споменеме само кои ќе бидат промотори на промоцијата. Промотор е Александар Читачот, повеќето го знаат како Читачот. Тој е еден од оние кои што ја прочитаа книгата пред да биде издадена и така беше лесен изборот за промотор во Скопје за утре. Меѓутоа поголем проблем имав да одлучам кој ќе ми е промотори во Охрид. Промоцијата во Охрид ќе биде наредната недела на 13 исто во четврток. Таму е во кафе барот Шила во 7 сатот. Таму промотор ќе ми е Мерсиха Исмаиловска. И едва чекам да видам, обично не се подготвуваме предходно, па тоа ми е посебно интересно кај промоциите, затоа што и јас не знам што ќе ме прашаат и што ќе разговараме. Баш како сега, како ова интервју не е договорено. Само уште пред крај на разговорот би сакала да прашам дали нешто веќе се крчка во твојата глава, дали веќе ќе има нешто ново по договорот, дали ќе може публиката да очекува можеби на пролет, на лето нешто ново од тебе? Па кога точно не знам, меѓутоа јас имам една рутина. Бидејќи работам како водич, вообичаено најмногу работам со туристи од Англија и Холандија и кога последниот авион од Охрид заминува, јас викам дека мојата туристичка сезона, односно сезона како туристички водич завршува. Тој период е Букстар фестивалот од Антолог и после тоа времето една недела одмор и остатокот од времето ми е за пишување. Така што пред некој ден ја напишав првата страница од новиот роман кој го подготвувам. Тоа ќе е завршната трета книга од серијалот Наследство. Не знам кога би излегла, не знам колку страници ќе биде, имам еден груп концепт кој што сакам да го опфатам, а не сакам да се врзам со бројот на страници и време за да си дадам креативен простор да ги видам можностите кои што приказната ќе ги нуди, па да тргнам по некоја патека која што можеби не сум ја планирал предходно. Ке има, значи, сепак нешто ново за нашата публика. Живееш и ни доаѓаш во, за мене, најубавиот град на Балканот, па и на светот, и на светот Охрид. Имаш таму многу инспирација, таму секоја камче си има своја историја, секоја зграда, секој дел од градот има за што да те инспирира уште многу. Еве, следнава книга нека биде повод повторно да се сретнеме. Па се надевам и во Охрид. Благодарам. Благодарам за поканата.